dojdeš do mene. Prestani drug da kriviš i shvati, stradaš samo od svojte predrasudi, za ništo ne sme krivi. Imaš hilja zada letaš, prestani od drug da čekaš. Vidi svoje najdi sila, poletaj, poletaj. Možeš da širiš krilja, ne čekaj, poletaj. Hvala Bogu što možeme sami, ne mi treba profili, statusi za ništo, ne mi treba. Tvoj glas, tvojte race i želbi, tvojte misli i tvojte impulsike rešat, kajke sleka. Imaš krilja zada letaš, prestani od drug da čekaš. Vidi svoje najdi sila, poletaj, poletaj. Možeš da širiš krilja, ne čekaj, poletaj. Да, можеме да правиме муабет многу, ама заради тоа што ни е ограничено времето, значи ако почнеме да муабитиме со мијата овде, ќе ни треба еден цел ден, така? Ќе бидеме конкретни и концизни, ветувам. Контролор на летање, пијачка, авантуристка, мајка, супруга, керка, се. Другарка. Има уште. Другарка, се. Може. Некој што дава крилја вака за да тргнеш по својот пат. Да. Има приказна, Зашто сме денес? Да, зашто сме денес? Тука сме да најавиме солистички концерт кој што ќе се случува во Куршумлијан во 20 часот на 28 јуни, значи оваа среда. Да. Значи за И тоа ќе биде и помалку- промоција на вториот албум на Мијата. Да. Ајде, Мијата, сори. значи, конечно ќе направи концерт. Тоа е многу битно, затоа Ама што... како кажа? Епа да, еве, јас повеќе од 15 години некако сум присутна на македонската сцена, музичка, забавна музика. Да. Немој да ме подпрашувате кои поджанрови сум, затоа што секоја песна е приказна сама за себе, меѓутоа, бидејќи за Небеска, кога беше првиот албум 2015, јас веќе бев бремена со Никита и мораше некако тоа да се направи промоција и да се одјавам на кратко. Сега некако останав должна и на првиот албум и благодарност до Скопско лето, кој што прифатија заеднички да направиме мој како скопјанка по лична карта е редно да почнам со Скопско лето, нели, со настаните во живо. Ма Скопско лето е супер. Ма супер е, нема збори, добив локација која што од секоја сум ја посакувала. Тоа сакам да кажам. Куршумлијан е волшебен. Тука е некако за мене една магија каде што јас како публика сум доживувала неверојатни концерти, сум посакувала Знаеш како еден вака ден ако да затворам бидам. очи, Да. И се надевам дека мојата музика ќе биде достојна за таа локација, нели, да се врземе, да бидеме во една симбиоза. Мојата публика да може да доживее тоа што тлее и твори мојата душа со години. И ќе почнеме во 8:15 до душа. Добро.
Да се средат се, да се седнат Значи, сите. најдосно 8:20 е пењето и завршуваме во 10. Значи, од прилика да знаат луѓето што може да очекуваат. Неверојатна екипа. Значи, имам со себе Видов еден музичари. тон овде. Да, Еден тон. Кади е Теда, Балнек е... Фултин, Дамир Пух, Наташа Миха, Александар Пишевски, Глигор Кундовски, Никола Стојмановиќ, Паскал Краповски, Зоран Туртевски, Бранко Илиевски и вели и многу други со три точки. Тие се гостите, значи тие Добра. се гостите со тоа што има мали измени. Мартина Јаневска е на виолончево затоа што Паскал не беше во можност, значи тие како што ги наброи сите, меѓутоа кор бендот се Валентино Скендеровски на клавиатури, Супер. Кире Мирчовски на гитара, Даутовски Радко на перкусии, плюс Иво Митковски на бубањ и Горан Гешовски на бас гитара. Значи една за мене многу интересна екипа, со некој за прв пат соработувам, меѓутоа една, пак ќе кажам, енергија која што како да сме цел живот заедно. И придружни вокали имам 3. Мартина Нанеска, сумувам се. Пасова, да, и Дино Хриджич, кој што, значи јас како вокалист, нели за мене е особена посебна ставка. Придружните вокали, затоа што токму тие прават на потенцирање и драма во песните кои што секогаш сум слушала. И сега вчера правевме генерална проба. Добро. Знам дека уште сум во левитација, искрена да видам, затоа што ги имаш оние песни кои што со години свиреле во главата и сега, значи звучат подобро него на CD. Еве искрено да ви Тоа е кажам, значи најдобрата варијанта. кога ќе осетиш дека музичарите се тука за тебе и еве и конкретно Иво Митковски кога сме свирале друг пат, секогаш вика кога ќе свириме авторска музика? Мијата кога ќе свириме? Ајде, тетер, значи дури можам да кажам они направија повеќе пуш. Јас можеби уште ќе си бев Така, во убавото, во студио, своето. во комфорт зона, да. Затоа што па што знам, глупо е да викам сега со сите оверски ваму таму тара. Ама има оверски. Апсолутно. Значи јас да ви кажам се прицелив. Искрено да видам. Нели да ние од воздухопловство све можеме ваму таму, ма како ова ти било друга димензија. Искрено, наискрено. Значи организацијски тоа е последното да застанам на сцена и да испеам и да ја пренесам енергијата. Значи организацијски се тоа било. Првиот албум беше во една посебна, како да кажам, го паметамо на венче, гнездо и така натаму и се. Да, смееме да откриваме нешто, имаш некаква замисла за себе самата? Во вториот албум Александар Пишевски е дизајнер на самиот омот, на самиот плакат и се. Кире Мирчовски е фотографија, Студио Инфинито работеа стајлинг и идеја. Има едно жолто светло кое што поминува преку моите очи, значи има символика на вида. Прво на 28 и Свети Вид како видовден. Второ вида значи живот, таа низ која што минува животот. И трето таа која што прогледала. Значи ако во небеска сум била по љубовна, по-утопистичка, по-розева, по-детска. Во вида сум по-хардкор. По бои. Да, вамо си хардкор. Да. И веќе, значи, жолтата боја кажува некоја созревање, значи, од таа белина која што беше во првиот албум. Пак има белина, значи, пак е позитивно, ама еве вака со жолтото, некој second level, да кажам, на зрелост. И самите песни, во вида, значи тука се некои кои што веќе ги знае публиката, како Полетај, како Бај, како ваа последната што работевме со Фултин, ме боли. Меѓутоа има и нови песни, како например Арџуна, новата. Добар ден, како беше? Добре ноќ, добар ден, последната од албумот. Потоа Поносна, за прв пат имам и песна на српски. Тука да го испочитувам и српското потекло од таткова страна. Едноставно, значи, тоа се некои емоции која што секоја песна, значи, сум се трудела, нели, грото од песните ги работев со Дамир Пух и со Наташа Миха во нивното Green Room Sound Studio, меѓутоа имам и Валентино Скендеровски како аранжер, Ангел Кјусев. Да, Ангел Кјусев како аранжер, со Весна Малинова имам соработка, Александар Јовевски, Пешевски Александар. Значи има една енергија интересна која што те води и баш вчера стигнаат CD-њата, фрешко принтани, да. Имав премиерно преслушување и така можам да кажам дека имам мир, што е многу битно за еден кантавтор. Сеќавам на едно интервју со тебе,
може би едно од првите, каде што ми рече дека е најубавото преслушување или докаде си што си кога ќе си пуштиш CD во автомобил додека патуваш на кај работа. Така. И тоа е некакво и бегство од сите, нели, од сите обврски до нови обврски, од стари обврски Така, до нови така. обврски, а и Рестарт. време за себе, за рестартирање. Време за себе, да. Го преслуша така албумот? Го преслушав И така шо вика? албумот. Албумот вика дека е good to go. Значи, please fasten your seatbelt. Да. Значи, може да се врзат, да се спремат за едно летање прекрасно сите заедно да го направиме на 28-ми. Мислам дека публиката нема да зажали. Луѓето што ме познаваат и мојот контролорски пристап кон музиката и мојот перфекционизам знаат дека нема да дозволам да имам случајности. Така да сега на почеток можам да кажам дека припремата беше постресна, пак ќе кажам, се преценив себе си, постресна што мислев, меѓутоа кога ќе се качам на сцена тоа све ќе заврши и ќе биде 100% уживање за мене и за тие што ќе дојдат во Куршумлија. Знам дека се обидуваш да си во сево ова и прекрасна и нели мајка содржајна, како да кажам, мајка на своите Калин и Никита, а и на Златко, колку ти ја помогна во сево ова? Па многу помогна со Калин тоа што пишувал, така, Калин да, куца. Калин го куцаше сценариото. Поздрав, Калин! Да. Никита вчера беше дојдена да помогне со пратечите во Калин. Златко ми помага цело време логистика тука околу припремите во студио, да не нарани, да не напои, да не сме гладни, жедни, додека пробуваме, што е многу битен сегмент. Така е. Значи, така еден чувството дека работиш нешто и дека имаш поддршка од семејството е неверојатно. Со тоа што не ме прашува дали имам нешто испрано по дома и кај ми се чорапите, автоматски сум релаксирана. Автоматски се знае дека не знам. Да, автоматски не знам, значи спремам и имаше една многу интересна реченица, нешто ми се обраќа Никита и маш ми вика: "После 28 ќе ја прашаш." А она сака да каже: "Мамо, може со точак до школски двор, ама така знаеш со еден гард прекрасен и така се осетив многу заштитена дека разбираа дека работам нешто што ми било желба многу долго време. Разбираа дека е нешто што тлеел, како сите да беа стасани дека е време. Само ја не бев свесна дека е време. Знаеш, некако се освестив И кога, кој ти кажа, која тргна на цела? концерт на Дарио која бев. Аха. Викам, види го Дарио, викам, човече, каква елан, каква виталност, мене младоста ми пројде концерт не направи врезел. Значи, тука ми беше освестување дека Презвртница. да, дека праиш што ќе праиш, концерт мора да се направи. Не, искрено кажувам, затоа што од секогаш ми било тоа, нели ја не сум 24 часа во музичките кругови и сега како ќе ја склопам екипата, ваму таму, меѓутоа од неколку години назад почнав да добивам ангажмани и тоа најмногу од Тиквеш винарија за нивни некои амбасадорски интернационални репертоари. И тоа некако ми измести и ме извади од таа Си викаш, па ја комфорт. не сум само Да, јас сум контролор на можела- летање кој што понекогаш нели за своја душа создава, пее и така натаму. дека јас сум и добар Да. интертейнер, забавувач на кој што добро реагира публиката и кој што музичарите кои што се со мене, значи тоа е еден многу битен процес, додека се прочистиш, додека се пронајдеш кој со кого може, не може да те прифатат, да те сакаат, значи да сакаат да работат со тебе, затоа што може да биде кај се оваа ми звони, не ни кревам, значи не. Значи многу е битно, нели, музичарите да те сакаат и заедно да направите некој ремек дело, Така е. кое што утре луѓето ќе кажат: "Еј, да, на тој настана, тој ивент, таа пееше." Да, јас сум интерфейсот, они мене ќе ме памтат, ама ако овие не отсвират позади за јас да се истакнам, ништо не Ништо правиме. од бизнис. Да, така да да кажам ете дека значи кроце по кроце се случуваше овој ден, овој настан што ќе се случи за помалку од 48 часа. Така. И ми е драго, мораше да созирам. Значи не се ни немам ни кајање зашто не било порано. Немаше како да биде порано. Значи јас не бев стасана како изведувач, јас не бев стасана како една енергија што е сигурна во себе да може да ги координира сите овие процеси, така да сега е перфектно добре. Да, и уште нешто само, нели, замислувам и сме, нели, таму сме муабителе како контролор на летање, таму каде што е прецизноста најважна и се друго е најважно, нели, кога треба ти да си 100 на саат или 200 или како. А во музичкиот свет има отстапки, нели, секогаш, понекогаш
може да има. Па кај музичарите. Зборувам додека се крчка нештото. Може Како да се има. снаоѓаш во учењето на прецизноста на тебе кон нив? Дали учите взаемно? Да, значи веќе сватија со кого имаат работа. Па за тоа Низ зборувам, за таа, годините, нели, да, дека- за еден перфекционизам и за Дека нели се може, ама не мора вака, па нели може и вака да помине и така натаму. сакаат, уметниците сакаат да малце ги пуш повеќе, меѓутоа една славна реченица од мојата соработничка Тања Рибарска и мислам дека и другите сите така се чувствуваат. Најтешко ми било со тебе да работам и најмногу сум се гордела со производите што излегле од нашата соработка. Значи, ако нема таков пуш, јас оставам на доверба на луѓето со кои што соработувам. Меѓутоа, некој ќе видат дека некој ги завршува задачите, а некој не, самите од себе почнуваат да се секираат и да влегуваат во системот. Да. И сега на крајот на криштата, кога работиш со некој кој што те цени, како јас што ги ценам нив, нормално е дека и возврат ќе има. И тоа ќе го дадеме на сцена. Мислам, нема збор. Гледам како се секираат, гледам како се исполнителни. Како влегуваат во филмот и во приказната. Затоа што, мислам, стварно, искрено кажувам, не сум била ни свесна до сега колку биле моите песни захтевни за правење аранжман во живо, затоа што јас кога сум ги правила како кантавтор, не сум размислувала се ова треба да звучи вака уживо или не треба. Затоа и толкова екипа имаме на разни музичари кои што за да звучи така. Значи јас влегувам во студио и кажувам аранжманот треба да биде отприлика вака, онака и се аранжерот, нели, ја прави песната да е што поавтентична на таа емоција која што треба да ја пренесеме. Не сме се замарале никогаш како тоа ќе го изведеме во живо. Сега дојде часот кога тоа требаше. Да. И се надевам дека ќе направиме за некои песни дури да звучат подобро. Имаш 30 секунди во оваа двојка камера да ги повикаш сите да дојдат во среда и да слушнеме за крај на оваа утринска нателна. Драги мои, прво благодарам за просторот во утринска за промоција. Дојдете на Скопско лето 28 јуни Куршум Лијан. Јас, вашата Мијата, ќе одржам концерт кој што се надевам ќе ви биде незаборавен. Заедно да полетаме. Супер. Се годиме со враќање дома и така завршуваме. Чао! Не се гледам каде припаѓам, овде седам далеку на пат, мисливе птици на небо. Не се слушам што си шепотам, да те гушнам и да патам